До Групчини на власт, а од Групчин друга. Во цела Западна Македонија како да владеат само партиите на албанците, па тие се наоѓаат заповикани да примаат на посета премиери или министри на други држави. Ка сами го пречека Курти со сите почести, додека Ахмети во Мала Речица го нагости министерот за надворешни на Косово. Ни на едниот, ни на другиот настан немаше присутен ниту еден државен функционер, иако според протокол премиер треба да се среќава со премиер, министер со министер, посебно ако може да се верува во изјавите дека биле договарани инфраструктурни проекти. Според експертите, овие средби меѓу албанскиот политички врв и странски политичари само докажува дека владата на СДСМ ДУИ не функционира како едно тело. И во Косово, како и во Албанија, каде што министрите кои се членови на ДУИ, заедно со председателот на ДУИ Али Ахмети, беа во посета на Косово, каде што се сретнаа со министри од владата на Косово, исто така и во влада на Албанија, и разговара за одредени теми. Не би рекол дека тоа е паралелен систем, но тоа покажува дека во Македонија, во оваа влада на СДСМ и на ДУИ не функционираат работите. Во соопштението од средбата на Ахмети со косовскиот министер Алиу се вели дека намаса бил ставен новиот проект за изградба на автопат Призрен-Тетово. Па се поставува прашањето каде исчезна министерот за транспорт Благој Бочварски, кој е надлежен за вакви проекти. Ковачевски нема коментар за функционирање на паралелна држава, но индиректно потврдува дека нема што партии да договараат проекти. Тоа било работа само на владата. Правењето на било кој меѓудржавен регионален пат може да биде предмет на разговор помеѓу било кого. Тој може да биде предмет и на разговор помеѓу комши, помеѓу представници на политички партии, помеѓу пријатели, може да биде предмет на разговор помеѓу било кого. Меѓутоа, предмет на реализација може да биде само помеѓу влади. Инаку ова газање на границата меѓу партијата и државата не е единствен пример. Во неколку наврати ДУИ за партиски цели ги користеше просториите на Министерството за политички систем, со кое раководи Груби. Во јули годинава наместо во партиското седиште, лидерот на ДУИ одржа средба со така наречената Вајмарска тројка во просториите на Министерството за политички систем. Министерските простории беа користени за антистрес дружба, во која министрите на ДУИ во службените простории си играа фудбал на мали голчиња, а таму беше прославен и роденденот на Ахмети во 2021 година.